Новата варијанта на грип која прави проблеми на здравствените системи низ Европа нема да ја заобиколи и Македонија. Епидемиолозите прогнозираат дека по новогодишните и божикни празници ќе дојде до зголемување на бројот на заболени и хоспитализирани, кој засега според пријавените бројки е под сезонската активност. Поради новиот доминантен сој H3N2 подтип К, во Англија се подготвуваат за една од најтешките зими поради притисокот врз болниците и итните служби. Во Шпанија стапките на инфекција веќе го надминале зимскиот врв од минатата година, а драстично зголемување на заразени има и во Хрватска и Србија. Дали клиничката слика е потешка или не? Кривите што ги следиме по РВ системот покажуваат дека расте бројот на хоспиталните случаи, што значи дека штом се хоспитални случаи поголеми, значи дека и симптоматологијата е потешка, така да очекуваме дека ќе има потешка симптоматологија, меѓутоа се надевам дека кај нас барем бројките нема да бидат големи. Проблемот тука што се јави оваа година, што оваа нова подваријанта, да ја речеме, подваријанта така на инфлуенца А вирусот H3N2 претрпи многу мутации истовремено. Значи, некаде во јуни месец, кога беше детектирана во Јужната хемисфера, беа детектирани одеднаш 7 мутации. Тоа е премногу, значи. Епидемиологот Лумче вели дека грипот оваа година почна порано и се шири, а се наоѓаме во период на предновогодишни забави и празници кога групирањата се неизбежни. Исто така и патувањата надвор од земјата и посетите на ски центри е ризик за зараза. Повраќањето, инкубацијата е кратка, очекувам некаде од 15-20 да имаме малку поголема или нагол скок на бројките со малку посериозна симптоматологија, бидејќи не може да биде во Европа, ако веќе имаме нагол скок, не може нас да не заобиколи, колку и да имаме ние имунитет. Според податоците од Институтот за јавно здравје, оваа сезона има околу 1000 случаи со грип и заболувања слични на вирусот, од кои најмногу се во Гостивар и Куманово. Сања Димитровска, Сител телевизија.